Ајде да го отвориме дигитронот и да си играме множење и делење. Можеме со весела математика и некој да се бајле. Но да ви кажам, ВМРО ДПМН пак ќе дојде на власт во 2024 година. И тоа со огромна победа над овие тачињава што се. Левица може да смета од 4 до 6 пратеника. Без разлика што се крева фама ќе зеле 8, 10, 15 пратеника, тоа мислам дека нема да се случи, но и 6 ако земат ќе бидат на коњ. Тоа е моje мислење. Не навивам за никого, освен што имам оправдана желба таче со бугарашите да заминат што побрзо од власта. Друго ме е зборот. Се надевам дека ВМРО ДПМН ја научија лекцијата. Од минатото, мислам. Се надевам дека ја научиле. И многу е важно Мицкоски да достои на зборот да го исфрли дуи од игра. Важно е за сите нас, особено за македонците. Оти ако пак коалицира со нив, ќе станеме палестинци на сопственото тло. Второ, ВМРО ДПМН штом формира влада, мора веднаш да ги прекине сите преговори со бугарите за нашиот идентитет, да ја укине на историска комисија, ама буквално да ги прекине сите преговори. И јасно да им го покаже местото на сите бугарски агентури кои со години роварат во нашава држава на штета на македонците. Мора да го врата достоинството на македонците пред светот кој Заев Ковачевски и нивните го избербатија ко полски Кенев. Велат, готово било со промената на името. Јас велам, хартија трпи се. Со хартија, драги мои, и гзоци го бришеме. Остајте вие се тоа дипломати, сме дале збор, сме подпишале. Со на кого сме му дале збор? Со кого сме подпишале? Со поголеми курви од квинслинзиве кои го сменија името? Сме дале збор на лицемери, садисти и лопови. Не се важи бе тоа. Не се важи. И ова е уште една порака до Мицкоски и ВМРО. Мора да бидете одлучни по овие прашања ако сакате да го почнете владењето со ветер во грб. Паралелно, олеснете му на народов, животот на народот, максимално направете се да го врати своето достоинство преку стандардот, дајте му и да живее малку, ако сакате да пловите со камен околу вратот или кој што викаше будала на софрлено сидро, терајте ко бугарашиве на таче слободно, ќе ви се случи истото. Во тој случај немојте ни да доаѓате на власт, оти ќе се удавите побрзо отколку што и сте планирале. Ова мора прво да си го расчистите прво пред себе, не на божемски, на вистина, вистински стварно. Кажувам само што би требало да направите како најголема опозицијска партија која ќе се врати на власт, а другото е ваше. Само треба да знаете, а на овој народ му е доста од понижувања и лош живот. Туку да се вратам на квислинзиве од СДС, таче, тоа што тебе ти треба, не е вина још и цигане за 100 како што пееше таму у кафаната со Вучич, туку тебе ти треба психијатар и домашно воспитување. За првово не е доцна, за второво прошовост. Ти си веќе изградена и непоправлива. Затоа гласно прашувам, ало, тендерана, ќе дојдете да симнеме еден неподвижен човек 4 ката, а? Тебе те прашувам, таче, тебе и обиджуко, ти таче си добар у бицепсите, те гледам вака, ќе бидеш од корис прв пат у живот. А обиджуко исто може, не е мал селско дете, да го кренеме еден човек, комши има 80 години, ама тежок е за 190 висок. Оти треба да го носиме за нова северна лична карта, оти старата му е извадена пред само 2 години, а сега веќе не му важи, а мора сам нели да оди да вади нова, ама не може, пошто веќе не подвижен. Не може. Значи, мора северна карта лична да има, таква, за да зема пензија. И некој не може да земе пензија. Па затоа, ова не е лошо да дојдете да помогнете да окренеме. Абе, што направивте со личните карти и овие пасошеве, бе, коњи шталски, бе? Зошто, бе, ви требаше таа работа? Па уште од големата пензија да плаќаат за нова лична карта пензионери, бе? На комшива пасошот му важи до 2028 година, сега мора да вади нов и да се опрчи 50 евра. Уште колку има такви кој него држава? А? Каде го има ова, бе? Дека идентитетот што го договоривме, нели, беше бетон, така, па мораме све сега да менуваме, лични карти ова, така? Бетон. А грците со прст не мрднаа, едни патокази не сменија. Уште сме за нив Скопја на патоказине, ретардирани едни. Ко сега со бугарите што се договарате, бе, изроди. Таче се на вака да ти кажам, барем организирајте одење по дома за неподвижни стари лица, за нови лични карти, барем тоа кога сте за се друго неспособни. И дојдете утре со обиджуко да го симнеме таткото на овој другаров 4 ката, па после и да го качиме. Да ви се качи притисок, да не ви се симне никад. Ајд гитла.
Таче, тоа што тебе ти треба, не е вина још и цигане за 100 како што пееше таму у кафаната со Вучич, туку тебе ти треба психијатар и домашно воспитување. За првово не е доцна, за второво прошовост. Ти си веќе изградена и непоправлива. Затоа гласно прашувам, ало, тендерана, ќе дојдете да симнеме еден неподвижен човек 4 ката, а? Тебе те прашувам, таче, тебе и обиджуко, ти таче си добар уби цепсите, те гледам вака, ќе бидеш од корист прв пат у живот. А обиджуко исто може, не е мал селско дете, да го кренеме еден човек, комши има 80 години, ама тежок е за 190 висок. Оти треба да го носиме за нова северна лична карта, оти старата му е извадена пред само 2 години, а сега веќе не му важи, а мора сам нели да оди да вади нова, ама не може, пошто веќе неподвижен. Не може. Значи, мора северна карта лична да има, таква, за да зема пензија. Инаку не може да земе пензија. Па затоа, ова не е лошо да дојдете да помогнете да окренеме. Абе, што направите со личните карти и овие пасоши, бе, коњи шталски, бе? Зошто, бе, ви требаше таа работа? Па уште од големата пензија да плаќаат за нова лична карта пензионери, бе? На комшива пасошот му важи до 2028 година, сега мора да вади нов и да се опрчи 50 евра. Уште колку има такви кој него држава? А, каде го има ова, бе? Дека идентитетот што го договоривме, нели, беше бетон, така, па мораме све сега да менуваме, лични карти ова, така, бетон. А грците со прст не мрднаа, едни патокази не сменија. Уште сме за нив Скопја на патоказине, ретардирани едни. Ко сега со бугарите што се договарате, бе, изроди, таче се на вака да ти кажам, барем организирајте одење по дома за неподвижни стари лица, за нови лични карти, барем тоа кога сте за седрува неспособни. И дојдете утре со обиджуко да го симнеме таткото на овој другаров 4 ката, па после и да го качиме. Да ви се качи притисок, да не ви се симне никад. Ајд гитло. МВР посебна приказна. Полицајци ако не се у седмица на кркање, ги нема навечер на партизанска, додека збирштина од криминалци или егоисти со мали куриња вежбаат како да го изгазат следното дете на следниот пешачки премин. Затоа ги има у 7:30 са бајле полицајци, да сопираат луѓе кај што одат на работа, затоа што возеле 62 на час. Толку, бе, толку. Ништо друго од тоа полициската работа. Нит ќе те најдат, нит ќе ги најдеш ако ти требаат. Автобусов на ЈСП? Има ли кочници, има ли ауспух, или му е свртен навнатре за да не грее? Бил некојаш на технички преглед и шоферов е за у Холивуд, со едната рака типка на моблен, со другата држи цигара, со третата брише шофершарна, со четвртата си го чеша Стојко. Со која рака вози, само еден Господ знае. Лековиве кај ги нема, кај ги плаќаме, кај се како шекерна водичка, плацебо ефект, не се знае никој ги увезува, бе. Ништо увезува. Кој знае во каква гаража во Бангладеш танцаат кутии и бутаат таблети. Ако не верувате, пробајте грчка Виагра и оваа тука ќе ја продаваат. Нема допирни тачки. Јас фала Богу, уште немам потреба од Виагра. Со грчкава 3 дена ќе шетате со црвени уши, бе, таа Виаграта така ми кажуеле, бе. Со 3, вика, грчка Виагра, апнеш, вика, 3 дена, шеташ, вика, со црвени, вика, уши и јарбало тоа, ко македонското знаме, ко за македонското знаме откутлеш. Тоа јарбало, тоа. Сметкиве за струја. Изгледа по фаца ни ги одредуваат. Ко продавач на кајмак во Буњаковец. Колку кајмак од 500? Молам, 600. Колку? 600 денари, пола кило, дечко, не ми се моли тука, ај тргни се од тезгава ако не купуеш. Таксистиве кој од луди Макс да се излезени филмот. Колене крш, насекаде чат, пикавци, корне, лук, тој не забањат 3 недели, смрди, ракија, пиво, облечен по задња мода од 83 година. Нозе немијани у сандали летно време, не знаеш дали ќе те силува или ќе те ограби. Кога ќе прашаш за лиценца, ти вика возам лица, бе, лица возам, ете лиценца, појака лиценца, од тоа што возам 4, 5, 6 лица, нема. МВР објавува слика од криминалец, го повикува народот да го пријавел ако го види, ама слика не им треба кога даваат на 200 светски криминалци пасоши и на убици и на платеници. И обичниот народ кога го малтретираат и кога го ограбуваат финансиски да смени документи за Северна, а никаква обврска не постои. Тогаш само пари им требаат, значи.
Реагенси нема во ниедна државна лабораторија, или ако има резултати не ти се како да си јал шајки, хемоглобинот доле, железото горе, бели крвни зрнца кога да имаш корона, црвени кога да немаш крв, а ти 3 дена наводно се качуваш до врв без да се задишеш. Абе, нема држава, бе. Дедо лежи 4 години затвор за кубење на шекеринска, ама за газење дете и бегање од лице место со кола, откако си го сгазил детето, а детето умира, добива типов 2 години робија. Да не зборам дека за влегувањето во собрание и тепачка се добиваа 15 години затвор, не ги уште лежат по затвори. Детето што игра кошарка во репрезентација толку е талентирано што за него најболи кошаркар е Ибрахимовиќ. Комшијата штуро и пушта гласна музика до Пеца Бајле, ако го пријавам, може да ми тропне на врата и да ме исчука, бе, онака здраво да ме исчука. Нормално кога полицијата што си ја викнал се гушка со него. Кај си, брат, и секој втори збориме тоа. Брат, Фатмир, брат, Секоја чест, бе, брат, што има за пиење, брат, нека пријавуваат, бе, брат, бе, кој ги е, бе, брат, дај ние тука да се напиеме, дај викни сендвичи од седмица, бе. Кај нас се уништува храната со измината, кај нас, уствари, не се уништува храната со измина дрог, бе. Абе, не се уништува. Таа се пласира на пазарот у шутка, или ако е поасолна и не се забележува, се прелепува, се враќа на акција за 2 за 1 нешто така, по ефтини цени по маркетиве. Сте виделе, нели? Сте виделе тоа и тоа го купиот овие Lidl, така праве. Сте виделе во Lidl уствари? Се заебавам. Во Lidl, дали сте виделе така? 2 производи во акција, 2 за 1, 3 за 1, сте виделе? Па нема ни да видите, бе. Тоа е 2 за 1, тоа е македонски изум, бе. Да го отуреат народот, да ти продае храна или чоколада, или чоколада мање више што е со измена дрог, нема ништо да се случи. Ама други производи. Судикава што судела за клучни предмети за злоупотреби и корупција, има 12 стана, 5 коли, 7 дуќани и сите се подарок од семејството. Сите. Ко тој Рашко што беше, нели, на роби. Децава од роден ден пари собирал, па за тоа. Абе, не гледаат здрав мозок и не прцаат ко нездрави, бе. 7 дуќани, судија, 7 дуќани, 12 коли, 12 стана, бе, фамилијава, како да не се голтери од долно дупени, туку да како да е наследство од некој крал, принцот од Монако, што знам ја. Ако се запали стан повисоко од 4-ти кат, можете одма у црква Свети Петка, пошто ниедна пожарна нема да може да го изгаси. Пардон, може да ќе може со скалите на Шилегов од 2,5 милиони евра. Тоест од 1,5 милиони евра, колку беа таму. Криминалот не се исплатува. Во Македонија криминалот се преплатува. И ако те фатат, имаш со што да платиш, нели? И да ги правиш сите будали. Шифра, мериот. Тоа ви е. Марихуаната за која ги апсат децава низ град, од која риче и чија плантажа е дојдена, шо мислите? Изгледа од зајчеврита и уште мал милион вакви сомнежи на секој чекор за најмала ситница. Зашто? Зошто? Затоа што веќе нема доверба, бе. Сите сме во параноја, сите сме сомнителни за било што. Всушност, реален страв да не си баш ти тој малер, страв за сопствената безбедност и живот, страв од неизвестната иднина, страв и гадење од се што се случува, поради кои младите од овде се селат у свет што подалеку. Без пари се издржува, ама живот во мафијашка држава, тоа не се издржува, затоа и си одат младите. Верувајте му на Чичо. Ако не верувате, здравие и утре има ден. Ке ви се докаже 100 пати. Тоа е. Македонија и сообраќај, магаре и музика. Физкултура и некултура, селјачизам и алпинизам е страшно. Ке ми речат, Сашо, како може народот да го нарекуваш, нели, говеда? Не е народот. Кој ќе се препознае од народот е говедо, бе. Сибирско говедо. У превод тешко говедо. Абе, говеда, дали сте нормални, бе, по главни улици во Скопје да возите 150 на час, да се тркате, да дигате мотори на едно тркало, бе. Па малку ли деца изгазивте на пешачки премини, на секоја раскрсница има по еден споменик на некој невино дете, бе. Ако имате
мало куре и сте фрустрирани и сакате да покажете моќ, одете бе на обиколница тамо, Ринг Роуд, па дигајте, додека не се утепате, додека не се забиете у некој зид. Веруете, сите што ве гледаат, ве колнат, ви псујат, мајка селјачка, ви посакуваат да висите на бандера на некролог. Никој не вели и види го Мангупов како е кренал моторов. Умре тоа одамна. Прво, немате совест, второ, мислите дека ќе пројдете неказнети со нашево корумпирано судство, но не знаете дека по изливот на адреналин од неколку секунди ве чекаат години финансирање на адвокати и судии кои ќе ве сотрат затоа што ви поклониле 2 години затвор. А и тамо не се знае со кого ќе паднете у келија и каква ќе ви биде кофата за голема нужда. Ало бе, моторџи, тркачи со скупи аута, не се вози по патека за велосипедисти. Ало, велосипедисти, не се вози по тротар и сви во обратен смер. Цели сте наопаку бе, и овие со електричниве тротинети. Шиба по пешачка патека. За кој мој ти направија бе, ти на електричниот тротинет, ти направија велосипедска патека. За кој мој шибаш, кај што се сеа пешаци бе, деца мали тука. Удирате у деца, доаѓаат брзи помоши. Има некој нормален бе тоа да го санкционира. Да воведе ред кај тие со електрични тротинети што се. Да мора навечер да биде нели светла да му светат. Да не шибаат со слушалици уво бутнати. Нит гледа кај вози, ни слуша, знао напред вака гледа. Некој дете од страна, ако му излета со тоа слушалица, нема да го види, бе, ќе помине преку него. И без кацига по тротари во обратен смер, па после паднал, му пукнала главата колубеница, удрил трудна жена со бебе, па само на 5 метри тие твојата патека бе говедо едно. Ако не се грижи за другите, грижи се барем за себе, толку ли сте говеда се обратно да правите? И овие возачи, исто говеда. Не се паркира кај што ќе се стигне бе, на тротоари, на зелена површина, на патека за возачи. Има луѓе бе со посебни потреби, не може да стигнат до лекар заради вас што сте се паркирале тамо само за да завршите некоја работа. Денес 100 завршени работи од 100 селјачишта го блокираат целиот живот на луѓето во колички, на мајки со мали деца, на стари изнемоштени лица. Јебива, светот е ваш бе, го знаете министерот или швалерка му, блиски сте со премиерот, имате врски у сообраќајна полиција, или полицијата јаде на ваша сметка, на сметка од ваша фирма, ево те па, тоа е големо достигнување. Па вие сте бе вундеркинзи, колку што Заев е нели Нобеловец. Бе овие пешачки бе говеда исто. Не се оди на по тротар цик-цак со слушалици уши да не може човек да ве помине бе. Не се цуп како боксер по велосипедска патека бе. Ало бе баби, немате 20 години што фаќате раскрсница диагонално преку 4 ленти. И тинеџери бе, ало бе, не се бутка еден со друг додека поминувате улица кај што нема пешачки премини. Се буткаат еден со друг. Се влечат, сопки си прават, тука коли прајат. Абе све е отидено, како да ви кажам, без контрола. Возачи бе, секое поминување на црвено светло е потенцијално убиство. Таксисти бе, секое сечење на полна линија се води како можност за двојно убиство. Секое претекнување на полна линија може да значи да убиете некој од спротивната насока што иде. Ве боли уво, ќе добиете условно на условно. Ама пак ви кажам, во следните 10 години на адвокатот и на судијата ќе им купите по еден стан за неколку секунди што сте се правеле фраери и што не сте ги почитувале основните нели правила во сообраќајот нели на улица, на вагон таму. И овие типки бе, говеда. Ако швалерот ви купил кола од со 100, 150, 200 конски сили, не значи да се шминкате бе додека возите или да ставате кармино ретровизор, вози и става кармино ретровизор и вози. Скрола по Facebook и вози. Ќе видиш таква некоја ти да спротивна насока, бе, ужас ме фаќа. Ужас, ужас. Поише гледам мобилниот него напред што се случува на булеваров. И после ќе ударат некоја бабичка или не боже дете на пешачки. Затоа што јеби ga била многу ниска, не ја виделе. Инаку ова е жива вистина како оправдување.
Дека така се вадел на суд. Многу била ниска бабава, не ја видов, јеби га. А што треба бе бабава да игра у НБА Лига Центар? Да биде као Јокич? За да може некој пуфли со Ренч Ровер да ја видат, пошто се они нели на високо седнати, со тоа карменото уставака и да може да ја види. Ниска бабава бе, многу ниска. Значи, сообраќајот не е надпревар, не е психијатрија, не е гран туризмо, сообраќајот е транспорт. Од транспортот сите треба да стигнат на дестинацијата безбедни, а не во болница или на гробишта. Ако веќе полицијата знае само да се намести да фаќа пијани и половината да ги пушта со врски после тоа, тогаш не ни преостанува ништо друго, туку да си го ставиме прстот вака на глава и да си кажеме дали сакаме да си го зебеме животот со непромислени одлуки. Дури кога ве фаќа еуфорија, истувајте себе на друго место бе. Бе не стискај на папуча за газ. Најголемата грешка во сообраќајето е, само овој пат нема никој да ме види. Марфиовиот закон вели вака: само тргни, ќе ти стане животот пекол. Ништо не е исто од како ќе згазите човек. Ништо. Фала многу, пријатно.